По 23 пат започна Пивофест во Прилеп. Градот под марковите кули повторно ги собра љубителите на ладното пиво и вкусната скара, а сето тоа надополнето со добра забава и музика за сите вкусови. Имаше гости од цела Македонија, наши селеници како и странци кои што слушнале дека тука се одржува фестивал на пивото. From Spain, from Malaga. Yes, it's very nice. Nice. We are very interested to know what kind of festival do you think here? We are on holidays. We come for on Ohrid in the south. We were in Skopje, in Macca, and now we are here because of the festival. Од Хамбург. Дали сте за прв пат тука? Да, за прв пат. Како ви се допаѓа? Прекрасно, ова што го видовме до сега. Ви се вратиле повторно тука? Обавезно. Обавезно. Екстра супер петка е и треба да се одржува вакви настани, да има народот малце да види како да има дружби. Супер собир за тоа што може да се собереме сите на една добра забава, со добро пиво, добра скара. Сега добра атмосферата и дека побела гостите да дојдат да ја добават прилепска скара во Македонија и прочина и на Балкан и на други места. Од целата атмосфера беа восхитени дел од музичките звезди кои што настапуваа како Огнен Здравковски и Дженан Лончаревиќ. Памтам дека имавме организирано со возови, доаѓавме за да го гледаме Пивофест и се враќавме со бајле повторно со тој воз, така да ми било желба, викав еден ден да настапам јас на оваа сцена. Ете, Господ си го направи своето, почнав да се занимавам со музика. Па, други пут сам на Пивофесту и едно велико хвала што се организатори и градоначелник и овај пут позвали нас и што сме дел ове велике манифестације. Видим да енергија е јако добра, да нас публика чека и да чекаме за нив. Само едно посакувам овој фестивал, да остане запаметен кај сите посетители како едно навистина чувство кој ќе го понесат од Прилеп од ова што се случувало. Добра забава, добра храна и најдобрите пијалоци овде во Прилеп. По официјалниот дел, забавата продолжи на алтернативната сцена на Камената бина, а со одлука на Советот, работата на сите угостителски објекти е продолжена во овие 3 дена се до раните утрински часови. За Сител, Дарко Штарговски.